Are you political, Mr. Gaines? No, sir. Good. We have no tolerance for politics at the White House. I'm Cecil Gaines. I'm the new butler. Сесил Гейнс е скромен човек, батлер во Белата куќа. Ги отсликува расните односи во Америка 1950-тите. Акторот Форест Витакер говори за повеќеслојноста на ликот што го толкува. At that time, to have a position where you're working in the White House was a really big deal. Во тоа време да се работи во Белата куќа било голема работа во економски и општествен поглед, но од друга страна некои гледаат на луѓето во услужната индустрија како на чичотом, како на слуги. Може да служите без да бидете сервилен. Има голема разлика меѓу тие две нешта. Сесил не се бори за социјална правдина, но не сакајќи влијае на неа со тоа што служел 8 председатели. I am thrilled to be working with all of you over the next 4 years. Mr. President, I know your son is a freedom rider. Turn the bus! Everybody out! No, I never understood what you all really went through. You've changed my heart. За Сесил дома не е се така во ред како што е во Белата куќа. Неговата сопруга Глорија е против долгите часови што тој ги минува на работа и се врти кон алкохолот и други искушенија. Постариот син Луис, активист за граѓански права, го потценува таткото. look at you. All puffed up. With your hat on your head. Coming in here, saying whatever you want. You need to go. What? Get the hell out of my house! What are you doing? Get on out! Now everybody just sit I'm down. sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero. Everything you are and everything you have is because of that butler. Опра Винфри ја игра Глорија. I think of all of the men. Мислам на сите кои служеле како батлери, готвачи, домашни помошнички, чистачи, на милоста и благодарноста со која го правеле тоа. Гордо, држејќи ја главата горе, грижејќи се за семејствата и своите заедници. Горда сум на нив. Филмот е базиран на вистинската приказна на Јуџин Ален, кој како батлер бил сведок на пресвртни моменти во Белата куќа во 34-те години колку што служил во неа. Филмот во крајна линија е за Америка, вели режисерот Ли Даниелс. It's a civil rights story. Приказна за граѓански права, но и за татко и син што ги надминува расните прашања. I'd like to invite you to the state dinner next week. I'm gonna be there, Miss Reagan. Not as a butler, Cecil. I'm inviting you as a guest. Филмот има ефект на залечување на раните затоа што иако навраќа на расната неправда и борбата против неа, ја слави американската способност да надмине и да појде напред.